Граѓаните на Македонија очекуваат ред и правда, но за жал ниту судството, ниту обвинителството ги испорачуваат. Одредени структури кои повеќе од 3 децении се вгнездени во обвинителството и судскиот совет даваат отпор. Тоа не значи дека сите таму што работат се неспособни, но има една мала група која со своите политички и бизнис интереси го поткопува целиот систем, рече вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, порачувајќи дека правдата ќе ги стигне сите оние кои се огрешиле. Првиот чекор секако беше интерпелациите за членовите на Републичкиот судски совет. Јас очекував дента кога ги добија интерпелациите дека ќе поднесат оставки, од причина што мнозинството кое што ги избрало веќе не постои и не само што не постои, туку доживеа катастрофален пораст на претходните парламентарни избори, што значи дека народната волја е јасна, но наместо тоа тие решија да се спротивставуваат, ќе поминеме низ процедура за разрешување во собранието и ќе бидат разрешени. Слично очекував и со обвинителството, гледам дека и таму се дава отпор, но тоа е прашање на месец или два. Правдата ќе ги стигне сите оние кои што сгрешиле. Николовски посочи дека за ресорот кој тој го води има поднесено над 20 кривични пријави и иницијативи, но досега ниту една не е реализирана. Преку 20 кривични пријави и иницијативи имам поднесено до соодветните институции, до сега не е реализирана ниедна, што веројатно најмногу кажува за тоа како работат и на кој начин работат. Слушаме многу ветувања, но малце реализација. Николовски за во наредниот период најави силен активизам во судството и обвинителството, со цел конечно да завладее ред во државата.